Добро утро по втори пат, Јована. Токму така, ова утро наш гостин, професор доктор Николче Јанкуловски, председател на Сенатот при Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Добро ви утро и ви благодарам што ја прифативте поканата. Имаме многу битни работи да споделиме со јавноста и мислам дека битолчани многу ги интересира еве за улогата на Сенатот во развојот на УКЛО Битола. Добро утро, Ружици, од мене. Добро утро и до гледачите на македонската телевизија. Да, Сенатот има и како голема улога во развојот на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, не само во Битолскиот регион, туку и пошироко во Пелагонискиот регион и во градовите каде што имаме своји факултети. Сенатот на универзитетот е составен од представници на 10 факултети, кои што се во рамките на универзитетот, од еден научен институт и од представници од Универзитетското студентско собрание. Тоа се тие луѓе, представници со кои што ги креираме политиките на универзитетот, секако во согласност со генералната политика која што ја води ректорот доктор Неделковски и ректорската управа. Една од најбитните задачи на Сенатот се усвојувањата на елаборатите на студиските програми кои што се имплементираат на нашите единици, на нашите факултети. Тие се усвојуваат на Сенатот, тука преку конструктивна дебата и расправа помеѓу сенаторите и претходно од одлично направена подготовка од страна на наставно-научните совети, се земаат мислења од нашите европски партнери, странски партнери, позитивни искуства кои што ги имаат нашите професори, но и секако во тие студиски програми, за да бидат што е можно поатрактивни на пазарот на работна сила, се имплементираат и размислувањата од страна на бизнис секторот, стопанскиот сектор, но секако и од нестопанските дејности, државните институции и органи, каде што нашите студенти во иднина би можеле активно да допринесуваат за развојот како на средината, така и на државата во целина. Моментално, преку Сенатот на универзитетот, активно се студира на 48 студиски програми на прв циклус до дипломски студии, на втор циклус се 57 студиски програми на магистерски и специјалистички студии и на докторските студии или третиот циклус се 20 активни студиски програми, каде што студентите активно студираат, разменуваат мислења заедно со професорите, остваруваат мобилности преку различни програми, најчесто ни е Еразмус програмата и на тоа како Сенат сме многу горди, бидејќи поготово последно време станува збор на вистина за атрактивни програми кои што привлекуваат на вистина и квалитетни студенти, кои што ќе можат да дадат огромен придонес и понатаму по нивното студирање во општеството и во средината каде што живеат, каде што делуваат. Исто така, во минатиот период, исто така Сенатот е горд што прв пат во историјата на УКЛО додели титула на почесен професор на Нобеловец, тоа беше израелецот Ден Шехтман, која што промоција се одржа во зградата на офицерскиот дом и тоа беше навистина интересен настан, што навистина ќе допринесе уште повеќе во развојот и промоцијата на нашиот драг универзитет. Професор, јас би сакала да ве прашам за следно. Вы имате одлична пракса, фантастични програми. Дали успевате најдобрите студенти битолчани да ги задржите по дипломирањето овде во Битола? Да, благодарам за прашањето. Факултетите при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола имаат развиено одлична соработка со приватниот, но и неприватниот сектор за во текот на студирањето да може студентите да обавуваат практична настава. Тоа најчесто се изведува во текот на летните месеци
И оние подобрите студенти, кои што покажале посебен интерес и оставиле добар впечаток кај менаџерските тимови од тие фирми, можностите за вработување се големи. Тоа е во делот на приватниот сектор. Во делот на јавниот сектор, тука како универзитети, не само ние, туку и останатите универзитети, а тоа мислам дека е дискутирано и на интеруниверзитетската конференција во Скопје, е тоа што универзитетите се соочуваат со недостатокот од таа кадровска автономија, која што мора државата да ја обезбеди кај универзитетите. Тоа што значи во пракса, да кога одреден професор исполнува услови за во пензија или се случува некој природен одлив на кадар, дали асистентски, дали наставен кадар, да можат деканите без одобрение од државата, од државните органи, да можат самите да го пополнуваат, односно да ги пополнуваат тие работни места и на тој начин многу полесно би ги задржале тие млади луѓе да продолжат да работат на факултетот, поготово оние подобрите, кои што покажале посебен интерес во текот на студирањето, се покажале при меѓународна размена, се покажале при работа во лабораториските услови на факултетот, покажале особен интерес при студирањето и на тој начин би допринеле во голема мера да ги задржиме младите луѓе. И тука во факултетите, но и во приватниот сектор. Секако тука потребна е поддршка и дополнително од државата за помагање на приватниот сектор, за вклучување на младите луѓе, давање на дополнителни средства за стимулација. Ние како универзитет и како Сенат, ректорската управа издава пофалници, ги наградува најдобрите студенти. Тие студенти треба да бидат препознаени од општеството и да си го завземат своето место на вистинските позиции, се со цел да се забрза и таа евроинтеграција, да се имплементираат полесно и реформите во државата. Целта е таа и на универзитетот и мислам дека на општеството во целина. И еве сме на крај на разговорот. Јас би сакала уште за крај еве со една реченица за заокружиме и ексклузивно да најавиме за тоа дека за брзо време Високата медицинска школа ќе премине и во факултет во Битола. Се надеваме. Тоа е проект кој што го најави ректорот доктор Игор Неделковски уште при кандидирањето за ректор. Активно се работеше изминатиот период, даде огромен придонес, интерес има од јавноста. Регионот има неопходна потреба од формирање на медицински факултет во Битола, со седиште во Битола, каде што ќе бидат ангажирани наставен кадар и од другите места. Од она што го имаме како информација, дека законот за формирање на медицинскиот факултет е поднесен во Собранието на Република Македонија и искрено се надеваме дека истиот ќе биде изгласан и од наредната академска година 2024-2025 ќе може да се запишуваат студентите и на тој медицински факултет во Битола, а во суштина тоа е прераснување на Високата медицинска школа во медицински факултет во Битола.